горе, доле, горе. Не заборави, тоа е прво правило за десната рака додека трзаме на гитара. Топ. Одлично. Ајде Ибрахим да чуеме, може? Може. Кога предаваме инструмент онлайн, навистина е тешко, бидејќи бара екстра талент и екстра способност бара и од страна на учениците да можат да ја примат информацијата преку камера, преку звук од лаптоп или слушалки, што и да е, а истовремено и наставниците треба да имаат екстра талент, екстра способност за да ги слушаат, за да знаат како да ги поправат и така натаму и така натаму. И ја враќате наназад. По истиот прстор, не заборавајте. Океј? За почетници што доаѓаат на инструмент за онлайн настава е, не знам, сосема невозможно да има, да кажеме, поголем резултат за краток период, поради тоа што почетник е. Секој почетник што ни доаѓа на инструмент, многу е битно на почетокот, нели да, па ако треба прстото да му го фатиш, да му го поместиш, не тука, па да треба да се доближиш до него, па да му покажеш, да, ти вака преку камера ќе се доближиш до камерата. Ќе му покажеш прсторед и така натаму и така натаму. Меѓутоа, далеку понеквалитетна настава од нормалната настава. Повлекаме, не се брзе. Ова е веќе нешто друго. Супер. Ми се случува многу често. Ќе падне интернет, нешто ќе укочи, дали од кај мене, дали од кај нив таму. Па не можеме да чуеме, ајде повторно да се вратиме, а каде застанавме, што направивме, ајде па сега се враќаме повторно од почеток, ги тераме работите. Ама да кажеме дека сме навикнали, се имаме фатено за орото и го тераме како што е. Кога има како стоп, разбира, так кога има, тоа се вика стаката. Се договараме за следен час, вака пак ќе се пишеме, дали можеме и тоа е тоа, пошто се само двајца. Фала ви наставник. Нема никаков проблем, фала ви на вас. Што гледам сите мои колеги даваат се од себе за да им го леснат патот на сите ученици. Доброто е во тоа што исто така од страна на родителите имаме многу добра соработка. Се трудат, колку што се трудат они, колку што се трудиме ние, се трудат и они да ја олесниме целава ситуација. Да го намалиме тој недостаток на задоволство, да кажеме, кај децата. Односно, не е задоволство, тоа е право. Право на децата е. И не знам што повеќе да кажам. Се надевам дека ќе се вратиме што е можно побрзо во нормално.